Почитувани гледачи, добро утро, уште еднаш за сите вас кои сега се вклучувате на каналот на К3 телевизија. И како што е редот, нели, ова е вториот дел од утринското издание Нов ден, јас сум вашата водителка Ели Деспотовска. А гостите денеска во телевизија К3 се многу интересни, по многу што занимливи и атрактивни, со тоа што веќе се наоѓаат пред објективот на камерите на К3 телевизија и се наши гости. А ред да ги представи. Темата ни е тетоважа, или многу по-препознатливо на сите нас и на сите вас, изработка на тату. Гостите ми се собственик на студио за тетоважа Бојан Маневски, да. Игор Петковски. Добро утро. И нашиот Тајси. Тајси веќе да знаете. Сме имале прилика да го гледаме многу пати досега и тетоважите кои што се изработени на неговото тело. Ајде вака да го започнеме разговорот. Сакам да се запознаеме нешто повеќе со вашето студио. Колку време екзистирате, колку време сте во градот? Јас морам една работа да кажам. Кога дојдов на идеја да работиме со тетовирање, воопшто со уметност, што се нарекува тетовирање, уметност на тело, изработка на тело, јас се слушнав дека вие сте еден од најдобрите во градот за тетовирање. Сега јас не правам реклама, но така зборуваат вашите клиенти, да не речем уштери, нели? Малку по-ружно звучи, по-убаво звучи. Баш ми е мило што е така. Ете така. Бојан, да ни кажеш од кога ти е студиото и како почна? Мојот почеток е уште од мали нозе, можеби некаде 12 години, кога почнав да работам со тетовирање. Прво нормално аматерски, почнав со правена машинка, на секаков начин почнав да работам. А што значи таа правена машинка? Сам си правев машинка за тетовирање, пример, од електромотор, со правени игли, импровизирано. Добро. Непрофесионално. Мораше некако да се почне. Така. Наоѓаш клиенти, луѓе, лажеш едноставно некој да ти биде прв за почеток. Мораше така да биде. Да прифати да се стави под игла, нели? Тоа е. После со тек на време ги преправаш тетоважите. Добра, нели може тие проби што се извршува, да кажеме, да не бидат на голо тело? Нели може да се импровизира нешто друго? На мајца. Сега На што? На мајца. На мајца? Сега во ова време веќе има материјали кои што се за почетници, како вештачка кожа и за вежбање, пример. Сега има, иначе во тоа време нема. Имаше, ама не беа достапни за во Македонија или Куманово, да не кажем. Така. И кога почна професионално? Професионално почнав 2004 година во Бугарија, во Софија, каде што и таму студирав исто ликовна академија. Со уметноста се уште, ви кажам, уште од мали нозе уште. Добро. Како се сеќавам за мене, така, со цртање ми привлекуваше многу. Креативноста, 2004 почнав со тетовирање професионално, после 2009 во Куманово отворив студио. Тоа беше единствено и за сега уште единствено во професионално и легално. Така. Тату студио. Клиенти имаше редовно, колку што знам, никако да се договориме цела недела од обврските кои што... Па така, сега моментално е во тренд многу тетовирањето. Луѓето сакаат да се тетовираат, многу и постари луѓе, и од секој тип на луѓе има и професија. Не е веќе онака табу тема тетовирањето. Да, што е многу интересно, што имаме пример, гледаме дека многу ајде да не кажеме постари, повозрасни. Повозрасни. Има и постари, има и... Повозрасни луѓе сакаат да се тетовираат. Не, мислам, нели, со цел ми е и поставена емисијата и насловена како тату нормално интернационално казни, нели, тетовирање да или не. Еден пример само сакам да кажам. Познатиот фудбалер Роналдо, кој што сите го знаеме, нели? Посебно луѓето од што спаѓаат во селебрити категоријата, посебно во познатите, нели, светските луѓе, сите се тетовираат, а посебно спортистите. Роналдо не се тетовирал со образложение дека бил дарител на крв. Не ми е јасно. Таква е процедурата, пример, ако си дарител на крв, би требало после 3-4 или 3 или 6 месеци пауза да се прави, па после да се дава сигурно за некаква сигурност, не знам.
Каков ефект има на телото? Еве Игор, ајде кажи ни ти, колку што гледам рацете ти се квалитетно изработени, ма сега не разбирам која шара е, како тоа треба да изгледа и дали се нарекува слика, дали шара, како? Слика, конкретно слика се нарекува. Добро. Па добар е осеќај. Вака Да. Боли. па нормално мора да боли на сите места, баш не боли, ама добро е. И за тоа треба време многу, нели? Да. Се зависи од сликата, нели, колку е. Тачно, колку е голема голема, сликата, колку има за Се изработување. работи во етапи повеќе, поголеми слики, проекти, фактички како во етапи. Една сесија, пример, па да за здраве треба татуажата да помине 15 на 20 дена, се одржува во тоа време, во тој период, се мачка, се мие, се чисти се, после се продолжува со работа и пак А цел живот. Па иста А процедура, да. дали сите бои се стават наеднаш? Или како што рековте етапно Па се внесува може, една, да, втора, може. трета? Може да се стават сите бои. Може и еден да зависи и од татуажа, зависи пример колку е голем. На помала татуажа иде се на еднаш комплетно. Да, може комплетно да се заврши целата. Така. Тајзе, да ми кажеш една работа. Дали татуирањето е поврзано со стравата? Па нормално, се зависи за кој и ти сама да кажа, нели? Ми се свиѓа тоа што кажа Боки преска дека веќе не е табу тема. Живеевме во едно општество каде што не само татуирањето, туку и многу други работи се табу тема во Македонија. И конечно онака почнува да има некоја слобода на изразување, слобода на тоа како сакаш да изгледаш, како старинг да имаш. Има една изрека која вика најголемите криминалци носат одела и кравати, а не бради и сакоа, бради и тетоважи, така да и тоа ми се допаѓа. Ја многу време се мислев што да ставам, кај да ставам, како Кога да ја стави ставам. првата И сум близок уште од поодамна, но некако цело време Требаше така. време да одлучиш. Што да денак што да ставам, не. Аха. После кога легнав на креветот кај Боки, боли многу. Навистина? Бојан, ова е навистина. Ама сладка Сладка бола. болка, Да. добро. Да се Така покажа да се дека не одлучи. боли. Па добро. Имам тетоважа, сега ја правиме во овој период и така да кога ќе биде готова ќе ја промовираме некако. видиме, да. Па добро, на твоите спотови она што можеме да видиме, се зависи од тоа на кој начин е твојот стайлинг, може да се видат татуажите. А значи дека бидејќи си одлучил кај Бојан да ги работиш, значи дека тоа е еден од најдобрите, нели? Да, секако. Сепак Не е само во многу- градот, пред ми ќе да ме прекинува прескат, Боки е најдобар, не дека сме тукат ние тројце, но тоа кажуваат многу луѓе дека еден од дрвите во земјава, не само во Да. нам. На крајот на краиштата Бојан Тајзи е на подвижна реклама, нели? Светлечо. А може ли навистина и такво нешто Сите да сме биде подвидени, ама што? светлечка реклама? Може, тоа е. Да се направи нешто ефектно. Добро. Жени и тетоважа. Една интересна работа е дека женскиот свет, ајде да не кажам жени, девојки, жени воопшто, зошто е потребно да имаат атлетско тело по препорака на познатите, да кажеме, луѓе што татуираат. Не знам, твоето звание е тату мајстор, така? Тату артист по Тату артист, Поточно, така? да. Па добро. Значи, советува дека треба да си има убаво атлетско тело за да тетоважата дојде до израз. Сега, нормално, не може да кажеме некој кој што има 120 килограми, па да некој тетоважа кој Може, има некој- сликата ќе детонира. Има моторџиите се и со 120 кила. па со па има тетоважа може татуаж. да се сокријат некои други недостатоци. Така ли? Така, пример, може да се покрие некаков Што може да се белек. покрие? Пример, Лузните. лузните да, може. Сум работел тоа А килажата? често им. Килажата не може да се сокрие. Нели може Ама да се може да се направи? занемари Може килажата, да да се се гледа да, од тетоважата. Може да се Единствено. занемари тоест килажата. Па да се занемари со тоа што првиот на аутфит, нели она Така. изгледот кој ќе се првата Да. контакт кој што е да ти го одлече вниманието на нешто, а тоа да се занемари, што е Па да, другото. ако имаш 120 кг на чело, ако ставиш тетоважу, така се Да нема. не се да може да занемари. Ослабнеш, ако ставиш татуаж. Така, така. Сега жените идат на тоа да ако веќе стават тетоважи, дека треба да имат атлетска градба. Значи сега во ова време жените и така сакаат да имаат атлетска линија. Така да И без тетуаж. без тетоважа. И секој сака. Мислам тоа е нормално.
Сега плюс ова е како моден детал, како нешто да се додаде. Да. А и секој си има различна идеја зошто и како ја става татоважата, пример, не е сега кога веќе избегната табу тема, Добро. полесно се. Ајде вака, Игор, кажи ми една работа. Што ти значи на тебе лично татовирање, татоважа? Кога прв пат се стави твоја татоважа? Дали јас го знам ова за луѓето што почнаа да се татовираат. Кога ќе ставиш една, не можеш да застанеш. Така е, да. Продолжуваш. Нова Така е. слика, интересна новина, боја и така натаму. Така е, значи тоа е еден адреналин што не може да го контролираш. Значи се повеќе и повеќе те тера. Да. Додека не се ишараш, да кажем. Така е, целиот, да, буквално така е. Значи зависен стануваш и си продолжуваш и натаму и натаму. Ај уште една и така се надовржуваш. Така ли? Еден од првите клиенти. Значи, мојата првата тетоважа беше на 17 годишна возраст. Ама јас ги обожавав тетоважите. Значи, не сум со таа намера да ќе ставам една, па е уште една. Значи, јас таков ми беше и планот и инспирација за тетоважите и ги обожавам. И така само се надоградувам, се повеќе и повеќе. Бојан, а кој те тетовирате? Јас се татовирам во Бугарија кај можем да го наречам и учител, тој ми беше кај него почнав прв пат, ми објасни се што требаше во околу татовирањето. И се уште кај него се татовирам. Затоа што велате сите познати мајстори како што е секој психијатар има свој психијатар. Така. Или така, Така и си секој е, да. мајстор Он не оди кај некој верува, друг. он не верува во себе и затоа си дека друг само настачка. Така ли? Добро, ајде да Сам на себе не можеш да се татовираш, пошто Да, нормално. треба да си малку мазохистички настроен. Да си полеле. се бодеш сам, да си нанесуваш бол. А многу е полесно Повеќе да ги боли кога боцкате сам ти се другите, бориш. нели? Другите тоа е, нема што. Тоа не ве боли кога ги да, боцкате. кога другите. се Да, сам ако ме повеќе боли кога сам се боцкаш. пример ја тргаш иглата и не е тоа. Не потешко е сам да си нанесеш бол отколку друг. Отколку да. Поиздржливо е друг кога ти нанесува бол. Па не знам, јас не би рекол, мислам, поиздржливо е друг кога ќе ти нанесе бол. А ти Мислам, кога ќе ти конкретно- нанесе- Нормално конкретно- нема да се бодеш како што треба. Да, конкретно за тетовирањето сакам да кажам. Да. Добро. Ајде да направиме една музичка пауза, па се враќаме во разговорот. Растев на малски клупи, па на место кеш барам љубов за мотиво. Светот на плячки, лаги и други. Тешко ја наоѓаш таа што ќе ти роди. Кога те видов тебе кота не сум видел жена. Кога ми влезе ти у кревет ко нешто да земав. Се друго би житнал, колку си ми битна. Полуден по неја луѓе, викајте ми хитна. Ла 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 ло. Себе со тебе. Ла 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 ло. Без граници, без време, една си у милион. Со прстена рака, со тебе сакам моментот вака, сека да остане. Ла 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 ло. Себе со тебе. Ла 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 ло. Без граници, без време, една си у милион. Со прстена рака, со тебе сакам моментот вака, сека да остане. Со тебе сум подобар човек, секоја насмевка, критика, совет. А ми буди љубов, искрена, чиста. Како со тебе, со никоја никад. Те гледам кога спиеш и те слушам како дишеш. Сонце што те грее, рука солзе што ти брише. Животот те клише, ако не си зближен со жената која си е сакал највише. Ла 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 ло. Себе со тебе. Ла 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 ло. Без граници, без време, една си у
Добро, се враќаме ние назад во студиото. Бојан, порано тетовирањето беше, да кажеме, дури пред 10 години беше нешто, нели, а како што рековме, сега веќе е слобода на размислување, на одлучување за многу работи, па дури за тетовирање. Многу поодамна, колку што се сеќавам, тетоважи постоја само на дали зелена, дали црна боја беше. Зелена излегуваше, на зеленкасто, со оглед на тоа што веројатно избледува со текот на времето. Се продупува. Нели? Али само таква боја постои. А сега постојат многу повеќе бои. Нели може на пример да се направи слика која што е, како што гледам, црвени. Да. Сега секакви Во сите можни, бои, да. во сите можни бои. Да. Како Значи за црната боја во тоа време пример не се работело со професионални бои за тетовирање. Сега има и направено, се произведуваат бои специјално за тетовирање само. Во тоа време работевме со тушеви, кои поквалитетни, кои понеквалитетни. И не се направени за тушеви за цртање, не. За ликовно. Тушеви обични за цртање. Што ги користите? Да. За техничко И ги користевме за тетовирање и така да нормално таа боја не може да излезе црна. А сепак за да излезе црна, многу зависи од кожата, од организмот како ќе ја прифати. И сега и овие бои што се новите, значи не излегуваат сосема црни на кожа. Што се случува кога некое тело не може да прифати некоја боја? Па сега Дали се познава веднаш тоа или се разлева бојата или нема облик? На кој начин изгледа? Значи можно е зависи од местото на кај што ќе се става тетоважата. Добро. Пример на местото на прстите, на такви делови, на нога долу, на кај што кожата се променлива, се регенерира. Таму има можност да се разлие бојата или да избледи сега. А иначе и може, зависи која прави тетоважата, може и на овие места да избледи. Зависно од мајсторијата. Така. Добро, Игор, дали имаш нова тетоважа на ум? Не, на ум, на ум сега. Да, имам. Овие денови. Дали имаш буквално секаде испошарано по рацете, по нозете, по грбот? По нозете уште не. Сакам прво телото горе да го направам, па после да се префрлам на нозете. Нозите за крај. Да, за крај, за крај, да. Добро, сега, дел. што кога ќе ти здосади една тетоважа? Како се вадат? Тоа е еден од... Значи, тоа е некаква процедура која што се уште не сум видел како изгледа извадена тетоважа. Има некакви реклами. Јас имам видено како изгледа, останува белек, тоа не може да се покрие, значи нема шанси. Шанси, значи како пред тоа кожата што била нема шанси да со вадење да биде пак истата. Да, значи на лазерско вадење има и останува белек. Пак се познам. Многу ретко може да се случи да ти досади тетоважа, ако веќе решиш да ја ставиш и ти е смислено ставиш. Не вака, не зборувам за тоа, например, таа личност што донела одлука да има тетоважа, значи таа тетоважа ќе стои цел живот. Ново прашање се имињата. Кога ќе се напишат имињата, па некој се шкрташ после. Мислам со моличе, со ножче. Не се покрива, се преправа. Да, зависи. Имаше за една девојка баш таква емисија која што е комплетно беше шарана и доаѓа период во животот кога сака промена да направи. А жената која што била во една моторџиско друштво и го менува живот комплетно и сака да ги вади. Тоа беше всушност и целта на емисијата, како се вадат тетоважите. Девојката имаше такви лузни, многу тетоважи имаше, многу слики имаше. Она имаше изработено глави на личности. Не знам, на некои рок музичари, не знам, моторџи, па не знам, бајкери, вакви, онакви. Значи, целата беше во глави во многу јаки бои. И сак нема кој да го стави на овога мужа. И да, во прашање беа имињата, али имињата направени буквално на потврди, на кај градите тука имињата, кај што е многу помала кожата, нели, многу е поболно тука. Како тоа ќе го вади? Сигурно има лазерски начин. Тоа е како хируршки захват. Нов метод има сега лазерско вадење на тетоважа е најнов метод. Ама лазерскиот вадење на тетоважи фактички не е за да ја извадиш скроз тетоважата, него пример, ако во таков случај си истетовирала на момчето, на бившиот,
и ме сега треба на друг, значи се избледува малку, ја го вади пигментот од кожата и после врз тоа избледено фактички се става нова тетоважа, се прави. Полесно е така, на посветла нијанса да покриеш, примерно. Да. Така е. А Тајзи, ајде да ни кажеш што мислиш ти за тетовирани девојки? Овака, директно нешто за тетовирани девојки, немам некоја корентно мислење, исто ми е, исто и гледам луѓето. Ѓуре еден од примерите дека можеш да видиш многу добар човек и многу добар пријател без разлика како изгледаш и како се тетовирам, стално за него ми кажуваат. Елен понекад вика ме плаши. Со таа бради, со тоа викам зашто, викам многу е пријатен човек, да викам да го запозна. Ради брадата и тетовирање. Да. Има девојки боки што ги има шкртана и ми се допаѓа како ги изработил. Сега е више тренд малце, баш периодов бише ептене да имаш татуажи, но ми се допаѓаат некои девојки кои си наоѓаат своји некои идеи да си направат нешто што никој нема примерно нив. Не ми се допаѓа кон еден ќе си скрта една работа и сега пардон, цел град ќе скртаме. И што треба и што не треба, знаеш. И со него сме го правиле тој муабет. Сега он кој идеш кај него да се црташ нема ти каже и него стаја ова, знаеш, може ти си го стакаш, но сепак треба да се размисли убаво, да се избере. Конкретно за девојчиња убаво ви стои. Добро. Зависи каде. Зависи каде се разбира. Има делови кои може да бидат поистакнати и убаво да изгледат, има делови кои И од ситуација зависи. Од моменти. Добра, имате ли женски вработени кај вас во студиото? Кај мене моментално немам вработено никој, само јас сум. А кој ги тетовира девојките на одредени места? Тој што тетовира. Па добро, нели може да се случи да стресат рацете? Жената дела. Па сега. Жената си има своја работа. Тоа просто професионалност, да. Нема. Работиме професионално, нема везе на кој да е место. А бараат ли на некои такви? Значи има скришни места? Има се и се што. Има? Има, секакви има. А машките? Кој ќе барат на некои места? Поредко, барат. А кој имам асистент, тогаш не работам. Ма не може сега. Пази, тоа е професионално. Така, професионално. Не сум имал таков. Машките кај нас нема така. Со машки не сум. А не си имал таков случај? Не сум. Како не? Женските се поиздржливи. Па женските се поиздржливи во се, тоа е фака дека така. Него зошто ова непризнавање? Не сум имал таков пример, па не знам. Не сум имал од машки. Имало чисто онака на шала. Иначе не на муабета, иначе не одбил. Само за тоа што се страшливи, нели? Не знам зошто е така, валјда што знам. Јас мислам ако вработи женско во салона дека ќе барат. И па еве сега имам ќерка 4 години и ја усмерувам натаму, па ќе видиме како ќе биде. Па добро, тоа околу 20 години. Не мора 20. Повеќе ќе се одлучува. Не, за 6-7 години на може да почне да работи. Па јас сум почнал од 12 години примитивно. Сега со цртање. Сега веќе има основа и од 10 години да почне. Немој никогаш да викаш примитивно, тоа е аматерски. Аматерски, не добро. Нема примитивно аматерски, па дека се дојде до професионално, значи се постават нели стадиуми. Добро, што е она во светот што би сакал да го воведеш кај тебе? Новина, како што рече апаратчиња, машинчиња. Што ти недостасува? Со што би има веројатно? Сигурно имаш контакт со светот, со случувањата, со боите. Што е она што би сакал како новина? Во моментот јас ги имам сите последните модели на машинки, најдобрите во моментот сега. Боите се исто така најпрофесионалните што ги има во целиот свет што ги користат сите артисти, најдобрите и така. Друго што би можело да се смени. Знаеш како што на пример постои мода, да кажеме оваа сезона ќе се носи боја на песок, боја на злато или темно зелено, да кажеме. Дали има актуелни бои за оваа сезона? Актуелни шари, актуелни слики, нели? Како што рече Тајзи, еден ќе отиде по една слика и сега како интересен модел, ај сите ќе го носиме тоа. Така, нели како хеланките кога излегува кај жените, па сите влегува во хеланки. Тоа е добра работа. Тоа може да се остане. Тоа може да се остане. Мода може да го продолжи. Не, во татуирањето нема. Ова дали има некој тренд на нешто? Нели сите ќе стават одредена слика. Зашто? Затоа што некако е трендовски во тоа време. Така, па ако некој позната личност истетовира нешто,
така како Ријана што имаше на прст тоа. И тоа станува тренд. И тоа сите почнаа. И сакам како Ријана или тоа тука што е. Значи само тоа е египетското. Само тоа. Так, само тоа е таквите трендовски, нешто. да. Пишала таа тука пишала име, нешто не знам каде и така сакам како Ријана пример или како некоја друга. Ајде тај си кажи ни ти што имаш. И јас сакам. Некако Ријано ми сакам. Што имаш ти истатуирано? Па имам една огромна слика на гради која ќе биде ќе видите. Уште не Ќе е. испромовира, да. На нов спот. Да нове работиме со Воки, да нове му викам у студио, он вика си ти слободно, вика ја ќе ти работам. Не снимаме ние. Веројатно ќе ти го пушти тај си да го слушаш додека он работи, готово, нели? Не, малку јас ќе го мачам него. Во бој раце, чека. Те прекинам, извини. Имам една татуажа што не го објаснува целиот мој живот, туку објаснува едно движење на сите луѓе кои се дојдени на, да кажам, на овој свет, да помагаат на луѓе на кои им е потребно тоа и да се занимаваат со ствари кои не се материјални, кои се духовни, и имам некоја филозофија во животот во која викам дека ништо не е у парите, ништо не е у тоа што ќе го стекнеш финансиски. Има една изрека која вика се што можеш да купиш со пари ефтино, и по тој пат си одам, представува еден бог човек кој ќе ја видите сепак сликата, не можам да ја опишам вака со зборови, но мене искрено многу ми се допаѓа и како ја изработи Бог и како ќе искочи целата, мислам ако не ме уништи сега наредното. Ништо мање. Така да, кој една порака е. Добро, а дали е многу скап? Кој не сам не прашаја уште. Скапо е секако, зависи од големината на татуажите. Сепак има направено пристапни цени за сите луѓе. Зависи што ќе татуираш и колку е големо, нели, нормално. На крајот на криштата кога го правиш како уметник, нели рече дека на уметничка академија си. Така, да. Е сега кога ќе направиш една слика, таа слика ја правиш да трае, нели, да остане. Така и ова е исто. Се разбира дека има одредена цена која што плаќаш еднаш и тоа е. Е сега, што со доработка? Постои ли доработка? Постои, да, во секој случај може да се доработува секогаш, во секое време. А дали ќе биде истиот ефект, на пример, еве ја гледам Нигор татуажата и сега тие бои се, да кажеме, зеленкото што малку е поизбледен. И сега ако стави нова боја, дали ќе биде појака или посветла? Би требало, ќе се разликува, нели? Да, ќе се разликува. Се прави сега нема да се направи само на ова место, пример, ќе се направи на целиот тој дел и нема да има разлика. Се прави така да не, мислам, ќе биде појака, поинтензивна бојата, а иначе Добро, значи, рече имаш керкичка, оженец, Игор, оженец си? Не. Не, добро. Тај не смееме да го прашуваме, луѓето што се од естрадата не ги прашуваме дека се, затоа што луѓето од естрадата не смеат да бидат оженети, не смеат да имаат љубови, затоа што не смеат едноставно да имаат. Добро, сакам да прашам дали имате деца? Да, јас имам 2 машки. Да се живи и здрави. имам 2 женски. Женски, леле. Не ја прашуваш. Не смеам да прашам, немаш жена, немаш деца, немаш ништо. За јавност немаш ништо. За јавност е тоа така, приказното така треба да биде. И девојка немаш, молим те. Нема. Е така. Дали И би ги ние татуирале немаме. вашите? Како? Дали би ги татуирале дечињата? Дечињата? Јас ги имам и се татуирам. Не. Двајцата. А колку се големи? Не бе. Едното е 12 години, другото е 3. И двајцата се татуирале? Не, ги имам истетовирано и мињата. Да. Не, јас мислам за нив. За нив, Нив не, да не, ги не. татуирате. Дали би ги истетовирале? Дали би сакале они? Ја конкретно нормално дека јас немам ни право да кажам на тоа, нити да им брана. Со оглед на тоа што се малечки. Че и ќе има време ќе порасне. Сега некој ќе порасне. Сега не е нормално сега. Да. Кога ќе пораснат ќе изберат сами, само ако сака, иначе на сила нема да Не биде за сигурно, друго, али после нема да ми се допаѓа. Ќе се викаш што сум ставил седмо да. Да, сум бил фраер некој. И нормално не треба да се татуираат малолетни лица, пошто до кај 18 години, не дека на 18 години многу по здраво размислуваат, ама од искуство сите што се истатуирани под 18 години, од 15 таму, направиле грешка. Никогаш не може да изберат слика како што треба. Со тек на време, после со години, идат
абе гледај ова татуажа не ми е по кеф, некако сакам да ја избришам, да ја нема, сака да ја преправи да биде друга слика. Да. Тогаш е малку потешко, невозможно Добро, и така. млади се и во многу работи се Так. пребрзи. Па не, затоа и не треба. Јас ги убедувам колку можам, им зборувам. Избрзува доста со такви одлуки. Иначе малолетни лица не татуирам без родител да дое со родител. Одобрение на родител. Да. Добро, ајде уште една музичка номера и пак ќе се вратиме. Ете така, и бидејќи нашиот гостин е Тајзи. Тајзи, колку ги злоупотребуваш момчињата за твои намени? Максимално. Майкл Джексон. Так. Секако дека сакам да имам повеќе момци, целата екипа да биде не секогаш, но да биде кумановска, бидејќи во сите мои спотови пробувам да го прикажам тоа што го имаме како природно богатство во земјава, нели? Има во Берово, во Охрид, во Куманово, во Скопје, но
најчесто е со екипа од Куманово, бидејќи тоа се мои блиски луѓе и бидејќи не само поради бизнисот, но после 10-15 години кога ќе седнеме случајно да гледаме споти, кога ќе се видиме, ќе ни биде многу драго што сме биле дел од градење на некоја култура на нашиот град, како што и целата ова уметност за која збориме. И имало многу луѓе кои ми искочиле во пресвет, тука биле и спонзори многу кумановски, мислам не мора да ги поздравам, знаат кои луѓе се, чисто едно благодарам. И сите статисти кои ми биле, нели, тоа се сепак мои пријатели, но има многу пофолби од луѓе кои се разбираат во тоа и кои се статисти, колку се платени, од каде се викам, тоа е кумановска работа, не прашувај. Само Куманово живота. Да, затоа многу не разборуваме јавно. Ние си знаеме со какви дилови влегуваме. Добро, ајде кажи ни да ни откриеш нешто што има ново. Работам на албум. Периодов не искачам долу. Настапи само, кој ќе фатам во Куманово некад, има време со нив секако. И работам на нов албум, треба да искочи наредната година, сега не знам точно дали ќе искочи пред лето или септември. Ќе планирам уште. Имам 8-9 нови песни, 2-3 сингла до вие што искочија новите, уште неколку сакам да направам и да пуштам пак некој албум со 12, не 2-13. Така. И нов материјал, социјални теми, искрено покрај сето ова што се случува нели во светот. Мислам мора да размислуваме на позитивна страна, но сепак не можеме да одминеме некои работи кои ги гледаме секојдневно. Да. И така да јас сам некој мој начин си го представам тоа што го гледам, се борам за некој подобро утре на сите нас. Сега не можам со куршум и со војна не ќе ни на тој начин, само преку музика можам и само така и го правам тоа. Се надам дека има добри луѓе кои го познаваат тоа што го работам. Бидејќи не работам за никакви партиски цели, за никакви национални интереси, така да имам љубов за сите луѓе, за сите националности кои се живеат тука и мислам дека можеме кон подобро утре, само треба да сакаме. А тези, можеш ли да не кажеш од прилика, колку ти чинеше последниот спот? Сега што го гледав. Во Берово? Не, сега што го гледав. Амор. Што сакам, многу пара. Скапи се, ако немаш спонзори, обично кога ќе те види народ, и онака мисли, сега ти е многу добро, знаеш, настапи, девојки ваму таму. Мислам дека тоа си течат пари од сите страни, кај нас е Америка, една песна и сите ти ја купуваат. Многу е тешко да се работи со музика. Не само со музика, со многу. Тоа што гледам дека нема време, ќе помине пак ќе имаш спот, пак ќе дојде, значи во прашање се навистина квалитетни спотови кои што сето тоа што го земам на настапи го вложувам во себе. Значи секако дека јас живеам само од ова, немам друга професија, но тежнам да го вложувам во себе, секако тука биле и спонзори кои вложиле нешто, бидејќи еве на пример Аморе спот кој стварно доста финансиски тежи. Да. Ако работиш сам тоа е многу тешко. Од до колку одат? Зависи од сега аматерски може да бидете поевтини, но од испод 1000 сигурно не е, до 3-4 кај нас зборам. Така. Албанскиот пазар, пример истите продуценти и режисери што ги прават нашиве спотови, не ги плаќаат можеби со дупла цена. Да. Така да се плаќа само го знаеме нашиот пазар, знаеме колку сме мотни и тоа е добро што го знаат и режисериве и продуцентиве што ги работат и работи пример порано и сега толку кошта, но ако си квалитетен знаат да прогледаат малце низ прстите да кажат бидејќи на нив им се работи за некој што е квалитетен. Да. Добро. Сега ме интересира, дали постојат надпревари? Дали се одржува нешто на државно ниво? Дали има некоја манифестација? Кај што е, нели, тип на фестивалски, музички, за тетоважи фестивали? За најдобрите мајстори. Не може, има уште малку некој минута. Не е проблем. Значи има тату фестивали секаде во светот. За жал во Македонија. Кај нас нема, јас не знам дека има. Имаше во Куманово 2013 лично јас со еден пријател требаше да организираме. Почнавме, направивме се, но бевме спречени да има тетовирање во живо на фестивалот од еден наш колега. Тетовирање во живо да нема. Немаше тетовирање во живо, беше само како изложба на веќе изработени тетоважи. На слики. А зошто да нема? Епа, ќе го повикате колегата во емисија, ќе го прашате. Зашто тој се погрижи за тоа. Пријавуваше во инспекции, така да нема везе да не зборуваме за таа тема. Поминало веќе и сега во Скопје од време на време има организираат моторџи и одиме секако на тие фестивали. И треба да има почесто
Тие се за дружење, за разменување на идеи, за мисли, Да. на се. Да. Ама ете, во Куманово требаше да направиме да биде традиционален, да остане и остана само Па се разбира, да сме живи и здрави, може би ќе си направиме. здравие. Затоа што Никогаш веќе не е кога касно, така. кога веќе сте Да. најдобри во тоа што сте најдобри, значи дека зошто и да не си направите. Актуелно е Така, доста така. Куманово Многу и би актуелно. требало да Иначе има така работа. има Да. во Бугарија, во Србија годишно по 2 фестивали, има по 3. Во Со Германија оглед- сега планирам во Германија да одам на фестивал. Да. Годинава сега во февруар таму кога ќе биде. И ова сака да прашам, да не заборавам. Дали тетовирањето некако оди заедно со пирсингот или не? Значи оди Па и не оди. принцип не оди. Па и не мора. Да, па и не Ама, мора. кој работи, јас некако немам волја за тоа. Не ме привлекува. Ова не ми исполнува, иначе тетовирањето е некој вид на уметност. И ми е покреативно и подобро. Да. Конкретно јас сум пример за таква работа. Не ме интересира, не ме привлекува пирсингот, само тетоваж. Па тоа ме интересирало од секогаш дали едното со Да, другото. да, Оди, иначе да. Оди, па и не мора. Али не, да, не морам. Тајзи, дали имаш само црни обитки? Та порано носат некои кристални, ова ги стави за емисија, не носам, иначе. Зависи да остане го, зависи што носиш, онака. Мада не сум последно време нешам долу. Не си по? Ќе се бричам свеќе, ќе се избричам, ќе земам, ќе тврдам индюшке да заличиш малце на човека. На мушко дете, мажо ги што би рекле. Ова ли е машко кој ќе кажа долга коса, тока, брада, мани нешто. таму. На мушко дете да си заличиш. Добро, тука е крајот на емисијата, времето ни помина. Еве Бојан, така, го искористивме времето, се надевам квалитетно, се надам дека направивме една Никогаш не е убава. доста за ова тема Никогаш, да се значи разговара. има многу Време работи кои треба може многу. да се кажат, многу работи кои може да се приближат на нашата публика и на нашите гледачи, да не мислат дека е тоа нешто многу страшно кога ќе видат некој Нормално. маж или жена дека е тетовиран, значи тоа не значи дека луѓето се лоши ако Да се не се тетовирани, прави, вау. да бидеме веднаш да расчистиме тие што рече тајзи во костини, како рече. Најголемите криминалци се во дела и крават. Најголемите да е сега да не сватат погрешно. Да не сватат погрешно никој чарши во дело. нашите сограѓани кои се во дело во крвати, така натаму дека се криминалци. Сакаме да кажеме дека тоа што некој тетовира не значи обележување на лош или на добар човек. Многу луѓе кои се стегнати, да кажеме, на шминкани, па има многу повеќе лошоти и злоба во нив, отколку во луѓето кои што уживаат во Лошот е нешто. однатре, не е од Па лошот е од внатре, за тоа и го зборуваме, да. Значи не обележува. Па тама сликата да и ламја и да е не Така, знам да. и што која и да е лоша, да кажеме. Лошо животно не значи дека е. Тоа е знак за лошотилак. Јас ви благодарам за учеството, тај ви благодарам. Благодарам и на вас. Благодарам Игор. Јас се надам дека повторно ќе се дружиме. А кога ќе има нешто ново, кога ќе видне сликата, сакаме да ја видиме. Таа слика да видиме кога ќе се обликува, Обавезно. но да видиме. Обавезно. Е, Иста тројка доаѓаме. тука ќе ве расоблечеме малку. Ќе прошетаме малце. Да, ќе прошетаме малце, ќе Чекни ќе се направиме. затопли малце. Ако ние ќе згрееме, нема проблем, не ние сте. Почитувани гледачи, тоа беа денешните гости, се надам дека бевме доволно трпливи да останете со нас. И ако е така, се гледаме утре повторно во исто време од 7 часот рано наутро. Имете убав и пријатен ден.